Летаа покриви, паднаа дрвја, силниот ветер остави последици во Скопје. Локалните власти веднаш излегоа на терен и ситуацијата ден подоцна е далеку подобра без поголеми последици за скопјани. Најголема штета може би имаше во Ѓорче Петров, каде ветрот однесе кровна конструкција од зграда. Градоначалникот Александар Стојковски вели општинската администрација веднаш реагирала со цел справување со овој проблем. Вели од улиците отстранети били дрвјата кои паднале, а во текот на наредните денови целосно ќе се заврши со оваа работа. Вели во моментов активно се работи на чистење на училишните дворови, бидејќи започнува учебната година. Падна еден кров и тоа не беше мал 25 негде можеби метра кров од постара зграда. Меѓутоа брзо реагиравме, веднаш излеговме на терен, ангажирана беше градежна механизација, целата екипа на комуналниот пункт од општината беше ангажирана, така да вечерта негде мислам дека околу 21:30 дека беше расчистена ситуацијата, патот повторно беше, односно улицата беше повторно ставена во употреба. За среќа немаме човечки жртви. Полни раце работа имаше и општина Аеродром. Градоначалникот Дејан Митевски вели дека општинските екипи уште вчера биле на терен, а со работа се продолжува и во текот на денешниот ден. Веднаш после невремето општина Аеродром ги мобилизираше своите екипи кои што излегоа на терен. За жал имавме паднати повеќе од 10 дрвја на повеќе локации низ аеродром. Приоритетно делувавме онаму каде што беше попречен сообраќајот, беа отстранати паднатите дрвја од сообраќајниците за да се овозможи нормално функционирање на сообраќајот, а веќе во текот на утрешниот ден од рано изутрина почнуваме да ги отстрануваме сите останати паднати дрвја. Неколку паднати дрвја кои покрив од една куќа имаше и во општина Газибаба. Градоначалникот Бован Стевковски вели дека службите успешно ја завршиле својата работа. Дополнителен проблем за нив било и што пред силниот ветер на територијата на оваа општина имало и пожар, поради што бил свикан и кризниот штаб. Претходно имавме еден пожар на потегот помеѓу Црешево и Брнерци, благодарение на македонската интервентна бригада, односно специјализираните возила кои што се на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Тука се вклучи противпожарната станица на градот Скопје и морам да кажам голема благодарност со жителите на овие населени места кои што успеа за краток период да го локализираат огнот со цел да не запати дел од куќите во овие населени места. Паднати бандери имаше во Драчево. Градоначалникот на Кисела вода Орце Ѓоргиевски беше на терен со службите, вели навремено било реагирано и проблемите биле санирани. Овде во Драчево на една позиција имаме состојба каде што има неколку паднати бандери, операторски бандери кои што веќе се менуваат во моментов. На неколку позиции во Кисела вода имаше и паднати дрва, но благодарение на општинските служби веднаш излезено на терен и тие недостатоци се санирани. Дополнително нашето општинско возило е ставено во служба на противпожарната бригада за доколку има потреба да може да делува на терен. Градоначалниците на дел од скопските општини се жалат дека не добиле никаква помош од градската администрација, иако побарале, потенцираат дека најголемиот број од паднатите дрвја биле маркирани за сечење, но јавното претпријатие Паркови зеленило не ја завршило својата работа. Оваа слика зад мене сведочи за силниот ветер кој што вчера го погоди Скопје, чија последица паднаа поголем број на дрвја, а можевме да видиме и сцени каде што лета и кровни конструкции. Дел од скопските градоначалници, односно градоначалниците на скопските општини, се жалат дека иако пред се дрвјата се дел од делокругот на работа на градот Скопје, сепак од градската администрација не добиле никаква помош. Изразуваат задоволство поради успешната соработка со државните институции. За жал, иако се обидов да добиам контакти и да искомуницирам со јавното претпријатие Паркови зеленило, не успеав да добиам поддршка од нив, иако првично станува збор за нивна примарна надлежност и најголем дел од паднатите дрвја беа дрвја кои што беа маркирани за сечење од нивна страна, за кои што има донесено решение, меѓутоа не се отстранети како опасни дрвја. За жал ниту бевме контактирани, ниту никој излезе со опрема, механизација или човечки ресурси од јавните предпријатија од градот Скопје да не излезе во пресред да им помогне не на нас, туку на граѓаните за да можат да функционираат без проблеми. Комунална хигиена, Паркови зеленило, тие кои и улици и патиштеве да ги напоменам, кои што може да не излезат во пресред, не излегоа. Јас еве веќе 4-та година сум градоначалник. Кризниот штаб се свика еднашка, кој имавме исто вакво невреме, негде на почетокот од нашите мандат. Скопските општини во текот на денешниот ден активно продолжуваат со работа со цел санација на штетите направени од силниот ветер кој го погоди главниот град.